Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Вечерасната емисија ќе ја посветиме на тоа да направиме една анализа на тоа каква беше 2024 година, бидејќи уште само неколку дена остануваат од оваа година, и да можеме да направиме едно, ако може да се каже, анализа за тоа каква ќе биде 2025 година. За сите случаи кои што беа актуелни годинава и за сето она што очекуваме да биде актуелно следната година, вечерва разговарам со поранешниот јавен обвинител и аналитичар Сотир Костов. Добра вечер. Добра вечер. Сакав првото прашање да започнеме со тоа да направиме анализа за тоа каква беше 2024 година, меѓутоа она што денеска како последна информација, а тоа е откако премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на прашања во собранието, рече дека бил незаконито следен од безбедносните служби во текот на 2020 и 2021 година, и тоа не за било што, туку претходната власт физички го следела како предводник, според нивни тврдења, како предводник на најголема, наводно бил лидер на паравоена формација. Сега денеска основното јавно обвинителство, откако беше повикано од премиерот, подопрен глас, отвора предмет за истова. Како гледате на ова? Редно беше поимот, ајде да не речам неформалната институција, подопрен глас да се активира и јавните обвинителства да се активираат, да се разводат, јавните обвинители да се разводат од зимскиот сон и да почнат да истражуваат, ако не за друг, барем за сегашен премиер, кој 7 години бил во опозиција, бил лидер на опозицијата и еве сега оценил да каже што му се случувало за тие 7 години. Сега, малку сум у дилема, дали се да кажам ја што знам, јас само вака ќе кажам. Целосно го поддржувам премиерот во ова, како поранешен и многу одамна јавен обвинител, им велам на обвинителите да се охрабрат, да истражат, да видат тајните служби, нивните одметнати оделенија, во едни темни лаборатории, што му правеа на македонскиот народ, на обичниот човек, на граѓанските активисти, на опозицијата, најмногу на ВМРО ДПМН, а еве сега е обелоденето денеска и на лидерот, почитуваниот професор Христијан Мицковски, и да се виде кој тоа го дозволил како прво, бидејќи тоа не е задача на тајните служби. Задачата на тајните служби е сосема поинаква, се битни тие чуваат внатрешната стабилност и оние контраразузнавачите внимаваат субјектите од надвор како се однесуваат кон нашите национални државни интереси и ги бранат. А тие си ги шпионираат, си ги кодошат, незаконски си ги следат своите граѓани, нанесуваат страв по тоа и се знае власта која беше во голема мера нелегитимна, ненародна, да се одржи подолго време и тоа и се случи, да ве подстам. 2020 година преку институционална корупција власта остана да владее уште, требаше да падне. Сега, по некоја случајност или не, јас само едно можам да кажам. Јас сум бил предмет на такво нешто, ја не сум толку значаен како премиерот, ама само ќе кажам дека... Следеле службите? Да, сега ќе ви кажам. Во една афера пред 4 години обелоденета, дојдоа документи до мене, каде што гледам го следеле мојот телефон и пазете, со сите луѓе што сум комуницирал ги има на број и се точни, ама уфрлен е еден број, уфрлена една личност, непозната за мене, и пазите што сум разговарал. Сотир Костов, кој има верзија кон оружје, а верзија кон насилие, може секој да испита, никој пат со никого не сум се степал, во насилие не сум учествувал од најрана младост, па до сега правел заговор за атентат на ќерката на Заев. Иако го видов ова, се згрозив. И реков, ако некој пат посакам да го сретнам Зоран Заев, ќе идам и во Струмица, ако треба да се создадат услови, атмосфера за тоа,
и да поразговараме на ова тема, бидејќи сигурно не му тоа му било презентирано. Сакате да ми кажете дека ви подметнале телефонски разговор Ви тврдам. во кој што вие сте разговарале за атентат на кирката на постојат Зоја? документи. Постојат документи. Ова е многу скандалозно што го кажете. Најскандалозно е. И сега пазете. Тоа е периодот, ја ќе ви кажам, кога го организиравме СУМ, сите за унитарна Македонија, кога го браневме името, кога го браневме уставот и кога во десетиници, да не речам стотици келии, активистички, ама не терористички, се организиравме во бойкотира. Си дозволи еднаш министерот за внатрешни, почитуваниот Оливер, поранешниот министер, Оливер значи, Спасовски, да. Спасовски, да каже дека следа две групи радикални терористи во центарот на градот, дека имаат два штаба и тие работеле против државата. Тие две групи беа, апсолутно може да се каже, од никого не се криеа, организаторите на 4 големи митинзи, февруарскиот, мартовскиот, априлскиот и мајскиот, за одбрана на името, уставот, за нашите браќа од 27 април и така натаму. И се дрзна еден медиум потпадно под влијание, лично за мене кажа радикален националист и клеро националист, и еден новинар сега аналитичар и да не речем благонадежен ВМРО-ец, не окарактеризира тие луѓето кои пред МНР протестиравме, бевме со владици, со попови, со активисти, со обични луѓе, со интелектуалци, со луѓе од ману имаше, не нарекоа, како што не нарекоа најпогредно, и лично мислам, тоа така го пречекавме кod СИАС, од тогаш почнуваат ваквите незаконски следења на обични граѓани, на интелектуалци, и ова е врв премиерот сегашен, а поранешен лидер, а ја не правам разлика. Исто е нивото. Премиер е само нешто повисоко од лидер на опозиција. Добро, секој лидер на партија претендира да биде еден ден премиер. Да, и еве му се оствари на Мицкоски после долгогодишна, 7-годишна битка. Иако требаше тоа да биде завршено 2020 година. Да скратам. Го поддржувам премиерот. Ама ги поддржувам и службите да си направат интерни проверки кој ги раководи тие одметнати оделенија, или пак да се виде дали тие следења, сега ова е најбитно, биле правени со пиммерки или без пиммерки, да видиме каде е тука улогата на обвинителите и на судиите. Ова последното не успеав до сега да го откријам. Јас си водам своја истрага за мојот случај, а не сум само јас, има многу луѓе кои се погодени од ваквите незаконски мерки на претходната власт, затоа што едно треба да знаеме, Анастасија, ние системот на темните полициски служби од минатото, мислам многу одамна го надминавме, значи зборам сега за социјализмот, за комунизмот, НКВД-ата, инквизаторските полициски истражувања и постапки и третмани на луѓето, на граѓаните се надминати. Ако е ова демократија, ако е ова плурализам, ако ова е систем кој пред се води сметка за правата и слободата на луѓето, вакви работи не треба да се случуваат. И завршувам, најмалку треба да се случуваат на еден лидер на опозиција, кој со голема победа се случи народ годинава, се случи една харизма невидена на народот, победи како на парламентарните избори, така на претседателските избори, и сега е премиер, и мислам ова треба до крај да се истражи, ги охрабрувам обвинителите, ама мислам треба ова да го истражува обвинители кои не се замешани во поранешните афери, а обвинители кои се тргнати и се маргинализирани, сега да им се даде задача, има способни обвинители, и до крај да истражат работата, и конечно обвинителите и судиите еднаш да ги победат темните одметнати келии, сега ќе вратам, на тајните служби кои својата работа ја вршат вон сите законски рамки. Дека не измислувам, пред година дена
и повеќе стапав во контекст со двојцата председатели на комисиите за контрола на тајните служби, едниот е Јанушев, другиот е Пренџовски, мислам беа, и им навестив. Знам дека не е време, господа. Двајцата ве знам, али да знаете дека ќе поведеме постапка ние луѓето, една група интелектуалци, да видиме кој што ни правел, кој како ни ги следел семејствата и кој како нас не окарактеризирал како радикални терористи, клеронационалисти и така натаму. Ова треба да престане. Ова не е демократија, мислам, не ова денешно, него ова што се правило 7 години, и тајните служби треба да бидат реформирани. Затоа поддржувам секоја реформа во тајните служби. Ова што го зборувате, сега ми се задржала уште кратко, бидејќи како ги зборувате работите, така некако ми се слика една слика која што вие зборувате. Да. И во настока на ова што премиерот го кажа, го откри дека бил следен, не само тој, туку неговиот малолетен син, Да. и дека станувал збор, наводно бил лидер на паравоена формација. Срамота. Вие сте биле следени дека заговарате атентат на керка на премиер, кога сте оделе на протести за оние кои што беа обвинети, за кои што имаше судење за 27 април, кои што пак беа обвинението беше терористичко загрозување на уставниот поредок, како И безбедноста. и безбедност, како тероризмот, бидејќи во сите овие се провлекува тајна нишка. Сега ќе ви кажам, На тероризам, дека паравоени формации и тероризам. Кога народната власт на 31 декември 2017 година славеше Нова година, јас со сопругата, со најблиските соработници, со соработници од Куманово, од Гостивар и од Скопје, ние 150 луѓе, Нова година дочекавме пречутка пред нашите пријатели кои беа неправилно притворени. Од тогаш нас не следат. Кога се плашеа луѓето да излезат пред судската палата, ја бев еден од организаторите, пак со мојата група сум и делот бойкотирам, значи сите за унитарна Македонија, каде што имаше едно 20 организации, граѓани, интелектуалци, можам да ги набројам, голем дел од нив можам да набројам, пред судската зграда дадовме проглас да излеземе во голем број, излеговме само 150 луѓе од страв да немат последици, бидејќи претходно ни се случи митингот каде се пукаше во нас со куршуми, овие пластични, како ги викаат, со гасни бомби и така натаму, и така натаму. Која е сликата што се слика, бидејќи, пак ќе кажам, паравоени структури, тероризам, значи се сликале одредена слика, тие структури. Ќе ви кажам, тоа е нивната имагинација. Се- Луѓе што си ја браниме државата, името, уставот, и да не зборам култура, и до ден денес го правиме тоа, не може да сме паравоени организации. Мој лично, јас се согласувам со вас, меѓутоа што правеле службите, која слика сакале да ја службите правеле насликаат? небулози. За паравоени формации треба идеологија антидржавна, антинационална, бидејќи тие прават преврат. Ние браневме устав, уставно уредување. Ја не можам да ги сватам. Ја затоа, кој што сака нека мисли за мене, ама од А до Ш му верувам на премиерот. Па поготово што он беше па голема опасност ќе дојде на власт. Ајде, јас сум обичен граѓанин. Јас сум правник во пензија сега, тогаш не бе во пензија, аналитичар, иако ја многу често ме представувате како поранешен обвинител, тоа било многу одамна, ама еве не бега ми од тоа, па и поранешен адвокат сум бил. Али човече, таква фигура политичка, на таков начин да го следиш. Па сетете се што му правеа во ковидот, ако сакате. Да. Значи не, комплетно му верувам, го поддржувам, а не сум сам што го поддржувам. Една многу јака група интелектуалци има. Иако мислат бившо, ние се уште екзистираме, ама ги надмудривме поранешната власт. Ја сменивме стратегијата. Почнавме стратешки да размислуваме, наместо на митинзи одевме по куки. Последните 3-4 години, да не ви кажам по колку, мислам еднаш ја ми изјавено, по колку куки имаме сменето, имаме влезено, да им кажеме што им се случува и кој ќе дојде денот да се најмокни со пенкалото или моливот да заокружат, да внимават кому ќе го дадат суверенитетот. Така, во таа насока требаше ли да се случи, ве најавуваме како поранешен јавен обвинител и познаваш на тоа, затоа што е многу важно некој кој што ги бил таму, ги знае состојбите, ја знае процедурата да ги објасни работите. Како се донесе јавното обвинителство до момент да треба премиерот да ги прозва
да си ја работат работата, да добиваат такви критики од надвор, дека грдни пари се истурени во тоа да се воспостави некој правен систем на почитување на правото, зборувам и каде невладини, каде проекти, до тоа да јавни обвинители да имаат стомачни проблеми кога треба да се случи нешто, а и слушнавме од ваши колеги јавни обвинители во гостување кај во вечерното шоу пред една недела беше каде што кажа скандалозни работи за тоа како буквално работи се ставале под да ви тепих. кажам, повеќе од скандалозно е. Срамота е, ама тоа е инертно јавно обвинителство. Јавниот обвинител, Коцевски, како се вика, Лјупчо Коцевски, немам ништо против него. Ама веќе година дена ќе биде како е избран, тој видите никад внатрешните различни мислења во јавното обвинителство јавно не се објавувале. Тој води војна со шеф на више обвинителство, со обвинител кој води многу сензитивен предмет, едниот е Хайлораки, другиот е Јово Цветановски, Мустафа Хайлораки, наместо да води војна со организираниот криминал, со криминалците, со корупцијата. Еве ти зошто е тоа така. Ама тоа е поддаништво. Ај сега се симна малку. Ами овој обвинителот на организиран криминал, сликата сега ми е пред очи како се сликал со беговите, пашите, агите од Дуи. Ајде да видиме како заврши Русковска. Пазите, тоа е карма. Таа беше голем послушник за случајот 27 април. И не само за тој случај, за повеќе. Сега видите, некој ќе отиде неславно, ќе заврши, другиот преку ноќ, а 20 години не мрнал од еден ниво судство, преку ноќ ќе стане уставен судија, тоа е Кацарска, и преку ноќ ќе стане председател, и за незиниот мандат сијасет иницијативи нема да се разгледуваат, ќе дојде еден друг председател кој е малку поддинамичен и очигледно малку подобро го практикува правото или поточно заштитата на уставност и на законитоста, и еве ти сега ќе се расправа за нешто што не беше болка на нас македонците. Во наша држава не направија странци, државата не ја направија, тоа се обидува да не ја направат бинационална. Поради такви, да не речам, јавно-обвинителски судиски креатури, се случува ово што се случува. Јас, таа срамна пресуда од 1055 страни ја читав цели 20 дена, 2 дена ја поминав, па ја нареков најголем светски судски срам, дадов еден политички профил на судија што ја напишал, го дадов срамното обвинение и правобитното, и изменетото, дека тоа не е обвинител, дека треба да е слеп да види дека таму нема дело, нема битие, нема действие на извршување на предметното дело, а тоа е терористичко загрозување на уставноста, на уставниот поредок и на безбедноста, не бе, тие као слепи се држат за тоа. И пазите сега, имаме јавна изјава на поранешниот председател Пендаровски, кога кажа, сите знаеме дека луѓето што лежат за тоа дело, не го сториле тоа дело, туку други дела. Анастасија, што чекаме, јас се прашувам сега, за да тие луѓе не дојдат на слобода, сега малку јас да скренам. Еве како анализирам. Овој Бајден си оди од функција, си го помилува синот. Браво за демократијата на САД. Не дојден Трамп, најавува дека ги помилува луѓето што влегува во Конгресот, во Капитол и така натаму. Имаме луѓе, 16-тина се мислам, кои лежат во затвор, кои сите апла знаеме, не само ние што сме стручни и експерти, обвинители, суди, бивши адвокати, вакви, онакви, дека не се сторители на тоа дело. Туку се некои од нив сторители на учество во толпа, едни во тепачка, други напад на вип личност, трети лесни телесни повреди, па мислам еве нека има и тешки телесни повреди. Тука него ставам случајот на Села, тоа е малку посериозен случај, што му нанесува повреди и така натаму. Никој не ќе да се одважи да ги чуе што зборуваат дека сакат правда, Па мислам дека и тоа беше најавено повторување, правично судење, не помилување. Аболиција, помилување, амнестија. И сега видите, абсурдно. За организаторите се најавува
второстепенна селективна амнестија, пак тројца ќе ги пуштат што ми е драго, еден ќе го задржат од непознати причини, бил во таков орган што нема врска. Таа аболиција, таа амнестија е фалична. Треба сите да бидат ослободени. Се повикува на тоа дека кога веќе им било покренето обвинението, било на законот со кој што беа ослободени дел од обвинетите. И чинам дека јасно е тоа дека сите кои што може некако да бидат информирани очекуваат да има правично судење. Па да, ама видите ви кажам. Грчкиот суд се изјасни. Шведскиот суд се изјасни. Унгарскиот се изјасни, ако таму малку е поинако, ама 3 судови на 3 држави во Европска Унија се изјаснија дека станува збор за политички прогон, нашиве молчат. Па на крај крајева, запознат сум од првата до последната запирка и точка на актот што го донесе Георги Иванов, па да се повикаме и на него. Ево ќе ви кажам зошто. Не постои повлекување институт на помилување. Ние дозволивме да се повлече тој правен акт. Тоа е недозволено. Не познава светската, европската правна пракса. Проверете да се повлече помилување. Еднаш дадено, тоа е дискреционо право на суверенот. Еднаш дадено тоа важи. Ние го стопиравме. Само да тоа да се повикуваме, работите доаѓаат на нула, општеството си се прави компактно, ги забораваме глупостите што се направени, ние сме христијани, треба да си простиме и треба да гледаме во иднина. А вака сетоку нешто измислуваме. Да се надеваме дека ќе има шанса за повторно правично судење каде што ќе се Јас сум сигурен во тоа, да ви кажам. Јас сум сигурен, само да ме поживее Господ. Јас сум сигурен дека ќе го дочекаме и многу близко се ближи тој ден. Да знаете. Да, во таа насока за тоа како работело, односно што работело. Само сакам нешто да додадам. Денес разбрав и името нема да го кажам. Видите сега, тие луѓе поднесуваат разни акти за излегување на слобода, недела дена, месец дена, здравје лошо, некој еве чув и помилување. Знаете што им прават? Знаете кој суди им ги дава да судат? За неколку случаеви е дадено да одлучува синот на Наке Георгиев. Се е кажано. Знаеме кој е Наке Георгиев, врховен судија, знаеме како заврши, знаеме која е сопругата негова во Струмица, кој е обвинител е, знаеме кој е син му, знаеме кој е снага му, каде се цела една фамилија, целата канцерогена расширена во нашиот правосуден систем. Не бива таа работа. Ова мора да се стопира, обвинителите се на потек. И уште еднаш браво за премиерот. Убаво кажавте, обвинителите се на потек, меѓутоа целиот систем. Ево и да ги поддржиме и нив, Анастасија. Така да ги поддржиме. Дај да си работат работата како што треба да ја работат, бидејќи кога станува збор за случаи кои што ги отварале или пак што имале можеби допрен глас, па и она што значат извештања на Државниот завод за ревизија, каде што никогаш не биле покренати никакви истраги, тоа е факт. Но уште една работа е факт тоа дека на пример еве да се навратиме на случаите како на пример она што се случуваше во ЕСМ. Затоа како за одредени за дел од осомничените имаме мерки притвор, меѓутоа за поранешниот директор Васко Ковачевски не само што нема никакви мерки за обезбедување, односно само одземање побаране одземање на пасошот, туку за него во обвинителството, според информациите кои што се достапни во јавноста, е дека се имале предмети кои што ги истражувале уште во 2020 година. Тоа е па некои биле отфрлани, некои мислам големи работи се направи, меѓутоа поентата е дека се остава предолг временски период. Ама знаете зашто? За некој да дознае информација и да се даде простор за тој од септември да не е во Македонија. И уште поскандалозно обвинителството и покрај тоа што станува збор за сериозни индиции за сторен криминал, за него освен одземање на патна исправа никаква друга мерка не е изречена, а тој веќе не е во државата од септември. Ниту пак потерница, мислам дека не е. Ќе кажам. Нашиот народ вели тоа е систем на свински црева, иначе модерниот менеджмент вела тоа е систем на шпагети. Така се тие измешани конци. Суди, обвинители, адвокати, менаџери и луѓе на власта, што не знаеш крајот кај да им го најдеш. Гледате што се случува во Битола моментално. Васко Ковачевски е во бегство. Он е обвинет за едно дело, за друго дело. Бега од правдата.
Во Битола од 5 жили се обвинителката која е керка на еден градоначалник поранешен од СДСМ, го гуни пратеникот на ВМРО ДПМ на ПЦ, поранешен, може би и сегашен, не знам, председател на Општински комитет на ВМРО ДПМ, за кривични дела давал дали повишица, дали награди на вработените, кај што бил директор, не знам точно, ама дефокусираат. Еви новата власт се криминалци. Ама ај ви се молам, овој за милиони. И пазете сега, Рек Битола, ТЕЦ Осломеј, ТЕЦ Неготино, ЕСМ, лотарија и слушам и македонски пошти. Ути прво геограбија, да се сетиме. Нана за толку години геограбија. Видовме А што други правеле, работи, што се палеа згради овона. Значи, 6 центри на највисоки државни предпријатија, јавни предпријатија, каде што се вртат милиони, веќе се откриени криминалите. Едната глава на ламјата е Груби, кој го нема. Другата очигледно е Ковачевски, ама зад него стојат 2 лидери. Првиот е Заев, вториот е Ковачевски. Ја не знам зошто третиот Филипче, за кој има малку поинакво мислене, малку, не излезе јавно, како што дали Ахмети бараме за Груби, да се изјасне за Ковачевски. Него, преку неформалните врски во обвинителството, они ги кочат работите. Додека они ги кочат работите, се прави обид да се уништат траги на кривичното дело, да се уценат сведоци или блиски луѓе до сведоците. Пазете, ако сведочите, тешко вам ќе дојдеме на власт и овој. Не, тоа мора да прекине. Со таква пракса, стравот мора да го тргнеме на страна, промените се дојдени, реформите да ги направиме и коначно да заслужиме да одиме во ЕУ, а не вака со едно општество, со едни вири обскури, тоа се вика, тоа се темни луѓе во превод, кои само сеат страв, не смееш уста да отвориш. Ете, тоа е во Битола сега, измислуваат криминал што не постои, само Васко колку толку да му ги трагите закопат и да му ги едноставно да се спаси. Зошто не се врати тој Васко? Како е можно да има зедните едни мерки, а за Васко Ковачевски? Ета, можно е, Анастасија. Знај зошто? Законски не е можно, ама можно е. Инертноста и непостапувањето на обвинителите и подаништвото, он е поставен да е послушник. Прости ми, Јоевски не е ништо подобар. Јоевски не е ништо подобар. Се покаже и он. Али Коцевски, овој на организиран криминал, порано Русковска, не знам дали ја гледате во еден подкаст, на ништо не се сеќала. Амнезија. Види, јас сум повозрасен од неа, па ја немам таква амнезија, па ја многу памтам. Ја памтам што, ево, слободно ќе бидам безобразен, кој глупости ги трескаше кога обвинуваше во судската сала. А знам и Кацарска, како се закануваше, например, да речеме, на еден поранешен председател на собрание, го малтретираше, го навредуваше. Еве сега ќе испадне дека не е сторител на кривично дело. А таа ужива во удобната фотелја во Уставен суд и до вчера беше председател, а изјавуваше кога таа криеше некои големи криминалци, фамилија ми се мене се фалеше во една телевизија телевизијата на Боки 13, кај да кажам. Не, погрешни луѓе во погрешно време на погрешно место ни го изобличија уставниот, политичкиот и економскиот систем. Ни го одземаа социјалниот капитал. Меѓу нас немаме доверба, немаме диалог, немаме разговор, немаме разбирање. Па и ковидот се додаде, страх ни наведоа и ние сме сиромашно општество. Полека гледам сега се враќа, ама ако одиме на теми кои се промените, ќе ги кажеме работите. Атмосферата, последните истражувања кажува дека оптимизмот доаѓа. Овие мерки што ги направија економски, социјални и они почетните политички промени, кај што требаше двотретинско мнозинство, се гледа дека новата власт ќе оди напред, ќе гледа во еднината и нема се бави многу со минатото. Како гледате на 2025 година, ќе позборувам и за тоа, меѓутоа во вториот дел од емисијата, кога ќе направиме една кратка пауза, но останете на нашата фреквенција, се враќаме за многу кратко. Се
се враќаме назад во студиото, со Тиркосто вечерва со мене во студиото, разговаравме досега за обвинителството, за она се што беше сработено или не беше сработено, меѓутоа уште една Повеќе работа. не беше сработено. За уште една работа да не останеме покусо да не искоментираме, секако државна лотарија, каде што веќе имаме и втора, се отвора, се размотува клопчето, ако може да кажеме, па имаме веќе уште еден инволвиран, уопсен, кој што се сомничи за исто така голема проневера на пари при купување на телевизори, местење на тендери, наједноставно кажано. Меѓутоа, двајца од оние кои што треба да бидат процесуирани преку правниот систем, односно кои што се во првиот случај, тоа се Артан Груби и поранешниот директор на државна лотарија, Бајрами, кои што и двајцата не се достапни на органите. Ова ме носи на прашањето за тоа колку ефективната и ефикасната работа на јавното обвинителство, ако за државна лотарија се алармираше уште години наназад дека се случува нешто, доаѓаме до моментот да се дава простор повторно да имаме луѓе кои што ќе ја напуштат државата и нема да одговараат, без разлика дали се виновни или не се виновни, меѓутоа ако за нешто се осомничени, треба да бидат во самиот процес. Стасија, со самиот факт што они бегаат и немат храброст да се соочат со правдата, работата е повеќе од половина јасна. И ја гледам големата слика. Ја овие работи каде се извинува некои наши колеги, јас се рачунам новинар, каде во која држава она покушаваат со некој трик прашања, не ја гледат големата слика. Големата слика што е? Откриене криминал од голем обем. Откриена е недозволена врска помеѓу политички врв и менеджмент. Политичкиот врв е Артан Груби, менеджментот е Парпим, како се викаше ова? Перпарим Бајрами. Бајрами. Директор на лотарија и втор човек номинално во владата, а помоки прв. Сега, Груби чиј човек? На Али Ахмети. Дали лева рака, дали десна рака, дали мозокот, дали момчето за се, дали шо, ја не знам што е, ама еве ја визијата на Мицковски, лани кога излегна од лидерската средба со Ковачевски и кажа: ние со коруптивна партија нема да преговараме за коалиција и нема да правиме влада, а тоа е ДУИ. Сите го нападнаа. Човекот бил во право, морам да подсетам, ја памтам, доста памтам. Дори напише во неколку предложенија рефлексија од една лидерска средба. И кажав, имаме обвинителство кое не постапува, имаме судство за јустиција мисли дека и се ококорени очите, а не со превес или слепа, и имаме уставен суд изгубен во простор и време, реков. Се испадна така да ми простиш. И сега, не е битно зошто избегал, каде избегал, му помогнал некој или не, бидејќи ќе се открие се. Времето е најголемиот и пријател и непријател на нас луѓето. Ќе ја откријат, ја ви тврдам едно. Артан Груби имаше дозвола од Али Ахмети своите луѓе да ги инфилтрира сегде, особено во царина, полиција и големи државни јавни предпријатија каде што има голем обрт на капитал и да исцицуваат капитал. Ја ви го тврдам тоа. Па многу и ујапа. Па многу јасно дека од полиција одма ќе му дошепнат. Ама гледајќи го, овој министерот сега од оваа влада еден по еден ги лови сите. А ја го примитив уште за време на техничката влада. Со покажна вежба им покажа како се прават лични карти и пасоши на задоволителен и на одличен начин. Еве го, само со еден пример, ама ги нокаутираше сите. Еден по еден ги лови сите сега. Сакате Бела Ноца, сакате овие криминалци, сакате политичарите криминалци, сакате од менеджментот висок од претходната власт. Полека, вистината излегува на виделина. Сега, знаете ли што е тука највидно? Некој не сака да ја види големата слика. Амбасадорката кажува дека по наоѓање на Стейт Департментот во извештајот има висока владина корупција во владата и во министерствата. Freedom House
Као невладина организација го потврдува тоа. Па извештаите на ЕУ, па ова оценската мисија за судски совет, што сакаме ние повеќе? Нема што да докажуваме некому дали е тоа исправно или не. Не, за сите што се поведува постапка без спектакли, без глупости, без повреда на човекови права. Нема овој пат такво нешто. Ја ви тврдам, нема ни политички реваншизам. Ама гледајте, неколку луѓе од високите редови на СДСМ во бегство. Ковачевски и екипата, тие и други двојци се мислам во бегство. Груби, еден директор, друг директор во бегство. Се е јасно. Сега, дали ќе се вратат, кога ќе се вратат, времето ќе го покаже, ама тука малку се на испити меѓународните организации, као Интерпол и другите, не само Интерпол, нашите пријатели ќе ни помогнат. Значи, да не забравяме, Груби е на црната листа. Значи, американците нема да дозволат туку така да го стават на црната листа. Ја мислам, Груби ќе си дојде во Македонија и ќе си одговара доколку е виновен, доколку кривичните дела што му се стават на товар, има доволно докази да се утврди во процедура вина со сите негови права за одбрана, а не тој во бегство, неговиот адвокат се договарал. Со таков адвокат и таков човек во бегство, потенцијален сторител на кривични дела од висока корупција, не разговарам јас. Има да ми дојдеш овде, ако сум ја власт и ќе разговараме, бидејќи не тие пусти нови договори од Запад дозволуваат и некои спогодби да се прават. Ама не може ти во бегство, а ваму твојот адвокат да се договара. Не. Не, тука право нема морал, нема етика, нема професионализам и уште неколку други начела за јавно-обвинителската функција и за судството. Така да, лично мислам дека полека работите си доваѓаат на свое место и Груби кај да оде, не сакам веќе да сум досаден, он беше дриблерот во политиката, велеше јас дриблам, ама се издрибла. Се издрибла самиот и сега да видиме како играше мали, како беше на мали голциња фудбал, играше кошарка, ја злоупотребуваше функцијата, ама малку и повеќе други злоупотреби правил финансиски. Така да, само трпение треба. Ја би се навратила сега со она за кој што сакав и првично да разговараме, тоа е секако да направиме една анализа каква Македонија оставаме во 2024 година и што ќе не очекува во 2025 година. Што според вас беше најскандалозно во 2024 година и што беше најдобро во позитивна смисла случајно како случка, што можеме да го што ја одбележа 2024 година? Најпозитивното и најнегативното. Па има да ти кажам. Најскандалозно, да се трудам сега лентата да вратам во свеста, значи онкологија, значи Бехтелиенка аферата, 78% покачување, зверско покачување на платата на функционерите, а народот нема што да јади. И малку останатите афери од поголемо ниво или помало ниво на тогашната ненародна власт. Јас би ве потпрашала, бидејќи онкологија почнавте како прва и пак ме не навраќа оно што е најпроблематично кај нас, а тоа е јавно обвинителскиот и судскиот, нели, правниот систем, ако може така да се каже, односно правдата, одговорноста во Република Македонија. Една година во септември, откако се обзнани скандалот за онкологија, значи година и 3 месеци се уште немаме обвинени. Да, ама пазите, обвинителите се виновни. Сега ќе ви кажам. Имаме едно прв пат професионална истрага спроведена во законодавниот дом, од комисија специјална за тоа формирана, со заклучоци доставена до обвинителството. Обвинителството не мрда со прс. Имаме 2 министри посочени како умешани во онкологија, имаме 3 до 4 директори посочени како умешани, тоа немале појма кај е тој систем, не били информирани, не знаеле дека имат загуба на субстанца, не знаеле дека се бригзува вода, све бре луѓе со амнезии и не памтат. А пази, биле бирани за министри и биле бирани за директори. Значи,
Таму има првична истрага, пазите, за прв пат докрај. Иначе, собранието, знаете како беше? Законодавниот дом направи комисија да не заврши работата. Да, Овој имаше пат, сослушување, па траеше најмногу со по месец. заслуга на председателката иницијативна беше многу, а и сите членови на комисијата. Обвинителите само нека го отворат извештајот, нека задолжат полицијата или судската полиција да истражува. Ја ви тврдам, прости ми народски ќе се изразам, во онкологија има крокодили што ќе излезат. А тоа е најжелно. Имаме хендикепирани луѓе, имаме ранливи категории, молат за лекови, чекат на постапки со месеци, да не речем со години. Требаше обвинителството за засука ракави да рече, барем за овие луѓе ќе покажам брзото. Иако, чека некој извештај и анализи во од судството и во обвинителството не треба брзање. Треба професионално постапките да се спроведуваат според законот, според ЗКП и останатите закони и КАЗЕ, ама и не треба аljkavost. А кај нас се покажана таква инертност, таква неефикасност, што е од светски размери. Сега, ајде за онкологија да ве видиме и ќе видите што све ќе излезе таму. Значи, сум имал прилика да разговарам со засегнати луѓе. Да не ви кажам, во фамилијата имав 2 смртни случаеви, од кои бевме многу погодени ја и мојата сопруга. Значи, таму е расуло. Тоест, беше расуло. Сега мисламе нешто подобре на ситуацијата. Сега за прв пат после толку време имавме надополнување на онаа листата на лекови, 9 генерици, па 80. Ако има сомнение дека се случувала злоупотреба и препродажба на лекови во онкологија и да продолжат да го прават тоа, ако имаме основани сомненија дека тоа се случувало, главната сестра осумничена се ја киднала за Германија. Кој ја пуштил? Право директорите требале да алармираат полиција, обвинителство, стоп на граница. Еве ти го истото. Ама знаете како, за неј се забораваме ути не е груби. Значи, таа личност да се врати, многу работи ќе каже. Таа личност некој да ја врати, се ќе каже што се случувало и, пазете, имало загубена субстанца кон Косово. Да видиме како оделе лековите тамо, а за нас, за нашите болни, значи, грото ми се фаќа, нема лекови. Нема третмани, нема постапки. Да, тоа е за мене тоа е лично најголемиот скандал и тоа е нешто кое што не можам да за никого јас си... тука што не работеле, не постапувале и еве да ви кажам, нека мислат дека сум нешто многу остар, нешто многу, не знам како, негативно настроили. Тие менаџери што пропустиле да работат како што треба, тие министри што не ги преземеле сите ингеренции што ги имале, за мене треба да одговарат. Ама во процедура, во постапка и конечно треба да се почне со тоа. Да, вака може да имаат украдено пари. Не поаѓам од тоа јас. Меѓутоа човечкиот живот нема цена. Тука, браво. Човечкиот живот нема цена и тука веќе мислам дека да стопираме едни лоши негативни постапки и во здравството да покажеме малку хуманост. Па да покажеме малку професионалност. Па не себе, Анастасија, најлоши нашите доктори, нашите медицински сестри. Па имаме прекрасни доктори и медицински сестри. Се согласувам за тоа. Се согласувам, меѓутоа системот во кој што работат доста, тоа е веќе друга тема за комплициран доста. Ако почнеме ќе треба нова емисија да почнеме за тоа да зборуваме. Па не знам, ти водиш сега, ти си шеф. Ако може ако не гледа програмскиот, да ни даде уште сат време после ова да поразговараме. Кажи, слободно. Како гледате на што беше тоа добро сработено? Зборуваме за новата власт. Па ако направила и претходната власт, секако зборуваме за 2024. Имавме и техничка влада, имавме и веќе 6 месеци нова власт, што беше добро? Вие да кажам. Јас, за разлика од некои луѓе кои велат следната година ќе биде полоше, ја не мислам така. Ја мислам ќе биде подобро следната година. Ај вака. Дојде новата власт со голем легитимитет, со голема поддршка и кажа ќе има промени, ќе има радикални промени, ќе има болни промени, ќе има реформи. Почна обструкции. Те не се правело нови министерства, те не си го поминаа тоа. Сега има, колку знам, обструкции за овие закони, дали за ЗКП, дали за КАЗЕ, дали за граѓанскиот законник, сега да не ги набројувам сите, закон за облигации и така натаму. Ама колку знам, министерот за правосудство со петни жили се труде тие да се напреднат и негде февруари, март, мислам, и тие реформи ќе бидат завршени. Еве ја тука гледам светла иднина, дека во поглед на
законодавство, ние полека ќе се стабилизираме и што ќе рече ќе добиеме политичка стабилност која ја немавме во првиот дел од ова година и наназад неколку години. Ај сега вака. Треба ли да ги бројам инвестициите кои пред неколку дена премиерот рече дека годината ќе биде заокружена со безмалку 1 милиарда инвестиции. Дали е тоа кредитот за општините, дали е за бизнисите, дали е за овие 4-5 странски инвестиции што дојдоа оние трите општини со ветерниците, Ресен, Гевгелија и Штип и така натаму. Значи полека и социјалната сигурност ќе се враќа бидејќи имаме инвестиција, имаме вработувања. Ај сега да се сетиме, платите се зголемија, ајде да се подсетиме на нас пензионерите, не ги зголемија пензиите. Ајде да се подсетиме неисплатените 3 до 4 илјади луѓе во 3-4 предпријатија од голем обем јавни им се исплатија за останатите плати што претходната власт не им ги исплати. Па види Анастасија, се создава нова позитивна атмосфера. Ја, додека бев одсутен од медиумите 2,5-3 месеца, работе во едно 14 градови, јас тоа на лице место го видов. Луѓето почнуваат да веруваат. Луѓето веруваат во подобро утро. Затоа реков на почеток, пред да почнем оваа експликација да ти дам, дека ја верувам во подобра година од оваа година. На крај крајва и људски е. Кога се честитаме нова година, Боже, што се подсекуваме? Подобра нова година, сите го сакаме тоа. Ама индикациите покажуваат дека ќе биде подобра новата година. Сега, не треба залажување, дека веднаш ќе се случат, Бог знае какви промени. Не. Што ќе биде најголем предизвик во 2025-та? Па најголем предизвик ќе биде промената на уставот, да ти кажа. Да, председателката Силјановска не, има решение. Решението го кажува нон-стоп премиерот Мицкоски и председателката Силјановска. Така се навратев почнува веќе да има рефлексии во Европска унија. Барем ја читам меѓу редови некои изјави на некои нивни званичници, имаат разбирање, бидејќи гледат како Бугарија игра со нас, гледат како Бугарија и Грција имаат таен договор. Едните ни зедоа, едните по тој терк сакат да ни земат друго, а ние со што ќе останеме со ништо. Оваа власт, за разлика од претходната, малку повеќе мисли, и тоа баги повеќе за националните и државните интереси, и не попушта. Ама вака вели. Да, ние ќе го направиме тоа. Со одложено дејство, ајде да ви видиме бугари, дали стварно сме ви браќа, како што велите, македонците, браќа, оно. Не. Бугарите не се сменити 170 години, јас ти тврдам, Анастасија, нема се сменат ни сега. Сум ги проучил за 20 години, лично кога сум бил државни делегации од оној систем сум видел како не понижуваат нас македонците, само со колективна акција на Балканот, ако Европска унија и САД сакат да го имат, да имат југоисточна Европа или крилото јужно на НАТО или како сакате да кажете, ние ќе влезиме заедно, неколку земји, бидејќи срамота е Украина и Молдавија кои се светлосни години зад нас, да не претркаат. Не зборам за Албанија, не зборам за Србија, кои си работат колку можат и напредуваат колку можат. Украина која е во војна, Молдавија која се поништуваат избори, реално според закони и устав спроведени, само ради тоа таму што замешале русите некои, бидејќи имат многу руси таму, не знам колку илјади и така натаму, пред нас да отидат во Европска унија. Па каде се тука вредностите на Европска унија? Па ја мислам татковците на Европска унија се превртуваат во нивните гробови. Па и Шуман, па и Де Гаспари, па и Аденауер, ако сакат и Де Гол, не го кажуваат тоа. Тие велеа обединување на народите. А они кажуваат сегашниве, те Макрон, те Шолц, те не знам, им паднаа владите неколку пати. Добро, Германија еднаш, на Макрон 2 пати му паѓа владата. Кажуваат обединување на државите, а пазите, самата Европска унија е поделена на неколку нивоа, а ние сме на крајот. Шенген пропадна, не постои Шенген. Повторно пасоши се покажуваат германска, холандска граница и така натаму. Значи, на светот му недостасува лидерство. Лидершипот мора да биде обновен. Кај нас се обнови, па зошто да не се обнови во Европа? Европа секој пат смогнувала снаги кога и било најтешко. Јас верувам, ама не во оваа генерација лидери во Европа. Затоа што мислам, ако Макрон не може да се ја заврши работата во Франција, не може македонското прашање да го реши. Не, нема капацитети.
Да. Драго ми е што гледате на тоа дека е подобра ќе биде годината Ти тврдам. што следи. Ја мислам Ќе се дека видиме, ќе видиш дека ќе имаме постигнувања. Значи новата 2025 подобра, но е потребно лидерство на светско ниво. Ако може И така да пази, во Македонија веќе го имаме. Имаме лидери што не се срамат да изговорат Македонија, па и Република Македонија. Не се срамат. Едноставно кажуваат, нашиот интерес на Македонија е тој. И водени од тој национален и државен интерес, бујрум ќе разговараме на маса. Нема продавање на име веќе, нема продавање на историја и на култура. За мене тоа е лидерство. Сега, како ќе биде прифатено? Дали ќе биде прифатено целосно? Делумно, да сме живи и здрави и да видиме. Да сме живи и здрави и да видиме. Ви благодарам многу за гостувањето. Јас ќе им посакам и среќна нова година, уште од сега, бидејќи следно ќе се видиме со гледачите во следната година. Да останат во добро здравје, добро расположение и секако на фреквенцијата на телевизија Алфа. Ви посакувам убав ден, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Се гледаме во 2025.